Долго, уште пред нова година, инкасатори на Евана не дошле во карбинското село Крупиште, поради што жителите се жалат дека сметките за струја им се и високи и нереални. Па оддавна не сум го видел. Не е дошла? Не. Однапред доваѓаше човекот, а сега што е работа, не знам. Па многу одамна. Не доваѓаш? Не сум го видела сега. Зимно време, повечко сме дома. Никако не е дошол. После 3 месеца доваѓа. У последно време не? Не. Ова на нив им носи проблеми, бидејќи никогаш не знаат колку треба да платат, а полошото е што секогаш сметките според нив им се повисоки од потрошеното. Па не сум потрошила. Аха, колку што плаќаш? Да. Од култура. Оти? Па дека знам, те така, дојде мере и сега некој пат повише, некој пат помалку дојде. Болерите и двата се исклучени, само по потреба. Арно, ама сумата е поголем. Епа. Како плаќате? Од рекав, повишал? Абе, многу е тоа струја, бе. Јас плати 10.000 динари, пенсијата ми е толку. Немалиот проблем за и претежно старите жители на ова село ги принуди на поплаки, но тврдат дека до надлежните во Евана не може да се стигне ниту со железни опинци. Згора на тоа, староста и болестите со неизе се пречка да одат и да се жалат. Не можем, ја болен човек, ја и борам се и пензијата да земам преку пошта, не може. Па дека, дека ќе идам на 86 години? Дека ќе идаш? Не можеш да се јавиш. Па не можам. Не. Дека да се јави, ко не знаеме. Освен во Крупиште, на идентичен проблем се жалат и во Злетово, што значи дека проблемот е комплексен. Нема човече, дека нема, никој не чит. Колку време е тоа? Има со месеци и месеци. Од Евана за овој проблем се со следнава информација. Во село Крупиште се прави регуларно отчитување на броилата од страна на екипи на електродистрибуција. Последното отчитување е направено токму во јануари. И покрај тоа што со Закон за енергетика, мрежни правила и правила за снабдување е пропишано отчитувањето на броилата да се извршува еднаш годишно, екипите на електродистрибуција тоа го прават секој месец. Информираат во писменото соопштение од Евана.